накратко поглед, зададам за днешниот настан. Членична пресконференција е свикан заедно да се запознае со сите проблеми кои се среќаваат сите кои живеат со ретни болести во Република Македонија. Именно иако помина повеќе од година и половина, односно од декември 2014 година, кога двата собрание на Република Македонија донесоа законски измени со кои што средства, парични средства од акцизите за тутун и цигари требаше да бидат пренасочени во програмата за лекување на ретки болести и со тие средства да се набавуваат лекови за ретки болести. Меѓутоа, за жал, и по повеќе од година и пол од ова законско решение, пациентите со ретки болести се уште се среќаваат со низа на проблеми. Пред се со навремена и соодветна и квалитетна терапија, односно недоволно достапност до терапијата, недоволно достапност до ортопедски помагали и суплементи, несоодветна диагностика, несоодветна контрола и следење на заболувањата. Проблемите се многобројни и подетално би ги поканил представниците од животни предизвици од Република Македонија подетално да ги продолжат проблемите. Инаку, целиот овој напор и целата оваа работа е од коалиција на здруженија, здружени во Националната алијанса за ретки болести на Република Македонија, која беше основана 2014 година и заеднички работи за решавање на проблемите на сите лица кои што живеат со ретки болести. Како што кажа Борјан, наистина има различни проблеми со кои се соочуваат пациентите со ретки болести. Ќе се обидеме на кратко да ги презентираме, а при тоа и да го дадеме нашето видување за како би можеле овие работи да се подобрат. Значи, оно што е најзабележително до сега во имплементацијата на програмата за ретки болести е тоа што е тешко да се заведат нови пациенти во регистарот и при тоа да се обезбедат на време доволни количини на лек за овие пациенти. Иако станува збор например за диагнози за кои веќе лекот се носи преку тендерот за ретки болести. Оно што е многу важно е дека треба Министерството за здравство да обезбеди овие лица да се заведуваат брзо и ефикасно и додатно да таа набавка на лекови да оди исто толку брзо, бидејќи во ретките болести е најважно да се даде, да се набави терапија, да се обезбеди терапија што побрзо, за да не се случи влошување на здравствената состојба или не да може до фатален исход. Ова е поврзано исто така со тоа колку количината на лекови која е веќе набавена за оние пациенти кои се регистрирани во регистарот е доволна за пациентите. Она што до сега го имаме ние како искуство во нашите организации, во Алијансата, сите како пациенти, е дека многу често се случува да нема лекови тогаш кога треба да се дадат лекови, ги добиваме на некој краток период. Едноставно се случува да со недели, месеци да нема воопшто терапија достапна, иако нели треба да е обезбедена, така да сметаме дека е многу важно да се планира добро оваа набавка на лекови, да се прави редовно, значи тендерите кои се за ретки болести да не се одоговлекуваат, тендерската постапка да завршува на време, да се обезбедува за доволно количество, за доволен период и да се размислува на тоа дека секогаш има нови пациенти кои се регистрираат, како тече целата програма и дека мора да се има одредени количини екстра за овие пациенти. Морам да го напоменам и случајот со болеста хередитарен ангиоедем, каде што например лековите не се планираат. Значи тука нападите се акутни, не се планираат, така да не може ни точно да се определи количината и тоа треба да се има во предвид. Понатаму, во однос на програмата за ретки болести овој регистар е тоа што назначено е и така официјално дека во програмата влегуваат само 20 пациенти, односно влегуваат ретки болести до 20 пациенти на број. Што се случува со кога ќе се појави со 21 пациент? Тоа ни е навистина голема дилема, голем проблем. Дали тоа значи дека болеста ќе се источи? Тоа не сме да се дозволи затоа што овие диагнози се
нешто што е доживотно, значи потребна е доживотна терапија, не може еден ден да има, друг ден да нема. Важно е тоа долготрајно решение. И се разбира, остава простор да има дискриминација меѓу пациентите. 20 пациенти да имаат терапија, 21 студиот и натака да нема. Значи треба да се размисла долготрајно на ова и да се реши прашањето, или па, например, доколку, не знам, секако мора да остане таа бројка, што ние сметаме дека не е во ред, да има начин како да се згрижиле оние пациенти кои се надвор од оваа рамка. Понатаму, со програмата е предвидено и издвојување на средства за дијагноза на ретки болести, и тоа е јасно кажано, меѓутоа и тоа не функционира за жал. Ниту Фондот за здравствено осигурување, ниту Министерството за здравство не обезбедуваат рефундација за дијагноза, доколку таа дијагноза не може да се постави во Македонија. Би можеле да го споделиме примерот од соседната земја Република Србија, каде таму постои закон кој вели дека доколку во Србија не може да се постави дијагноза, доколку нема услови, пациентите ќе бидат испратени во странство и во року 6 месеци, мислам дека. Да. Пациентите се разбира. Пациентите ќе бидат испратени во странство и таму ќе се постави дијагнозата. Истото се однесува и на не само на дијагнозата, туку и на условите за следење на овие болести, бидејќи тоа е исклучително важно за одредувањето на терапијата и контролата на болеста. Треба да има предвидено средства, постои една програма, односно медицина базирана на докази, која е прифатена, ажурирана од Министерството за здравство, каде се точно пропишани протоколи како треба да се диагностицираат, лекуваат, следат овие болести, меѓутоа овие услови не постојат за да се случува тоа, така да сметаме дека е подитно потребно да се донесат и тие реагенси соодветни за следење на болеста, бидејќи само терапија не може да го реши тој проблем. Може би се да продолжи за остатокот на проблемите. Јас се надевам дека ќе успееме што поголем дел од проблемите да ги представиме тука, иако сум свесна, како што сите стоиме тука на оваа маса, дека сме свесни дека не можеме сите проблеми да ги изнесеме, затоа што сите пациенти со ретки болесни се индивидуални, комплексни случаи и секогаш има нови проблеми што се појавуваат. Ние се обидуваме да ги забележуваме и како поединечно, како здружение и како алијанса и да ги додаваме на листата на проблеми, која листа одново и одново ја испраќаме до институциите, барајќи одговор на нашите прашања, барајќи решенија на нашите проблеми, но и нудејќи и самите ние решенија, затоа што сметаме дека само преку соработка и преку добра комуникација проблемите можат да се надминат. Се работи за комплексни болести, се побарува индивидуален пристап кон секоја болест, а понекогаш и кон секој пациент. Знаеме дека тоа не е едноставно, дека е многу тешко да се постигне, но со заеднички напори и соработка мислам дека може да се направи. Имаме мала држава, имаме мал број на пациенти и тоа можеме да го решиме на најдобар можен начин. За разлика од големи држави каде што е многу потешко тоа да се рече. Дури сме и подобри во дијагноза од една Германија, може да се каже, затоа што токму таа мала компактност ни дозволува да бидат и пациентите видени од различни специјалисти и да можат навремено да бидат откриени. Реално ќе продолжам со проблемот во однос на комбинација од соодветни лекови за регистрирани пациенти со ретки болести. Например, имаме случајот со пулмонална хипертензија, каде што во тендерот се набавува само еден лек за оваа болест, односно 2 пати го има затоа што е со различна доза, 20-50 мг, но тоа е само еден лек. За оваа болест потребни се повеќе лекови, значи не е болест која со еден лек може да се лекува, поради ваквите проблеми и поради проблемот тоа што не сите пациенти со пулмонална хипертензија им беше овозможено да ги примаат лековите и тој еден лек што го има, се случи и смрт на еден пациент, веројатно сега ќе стигнеме и до трансплантација да биде потребна на друг пациент на бели дробови и на срца, што навистина е страшно, затоа што тој пациент со навремено и со соодветно лекување, со вистинската комбинација на лекови, тој пациент би можел да живее без трансплантација, значи нема да стигне до тој степен. И мислам дека вакви проблеми се јавуваат и кај други ретки болести и треба навистина добро да се погледне тоа и да се
види што може да се направи за пациентите да добиваат вистинска комбинација на лекови и тоа навремено, веднаш после диагноза. Значи, ако не може еден доктор соодветно да постави комбинацијата на лекови, нека се консултира со други, со трет доктор. Значи, кај ретките болести не е срамота да се врши консултација со различни лекари, со различни специјалисти, затоа што самите болести не се едноставни. Понатаму би сакале да разговараме и за администрацијата на лековите, затоа што пациентите до сега мора да одат буквално во клинички центар Скопје за да ги подигнат своите лекови. Со недостатокот на лекови, ајде што мора да патуваат пациентите, значи имате пациент кој доаѓа од Охрид, од Битол, од Прилеп, од Штип, доаѓа до Скопје да си го подигне лекот, нема лек на клиника, тој пациент мора да се врати дома и да биде уште во полоша состојба. Значи ова е многу лошо, особено за пациенти со херидитарен ангиодем кои имаат напад. И тие пациенти сега со напад патуваат до Скопје, стигнуваат во Скопје ги враќаат назад и им викаат немате лек вие денес, дојдете друг пат. Друг пат кога ќе се случи другиот напад. За голем дел од овие ретки болести е дозволен домашен третман. Значи може дома да си ги носат пациентите лековите и дома да си ги примаат. Овие лекови и како такви се регистрирани во Агенција за лекови дека смее да се примаат дома. Значи има во самиот лифлет на лекот пишува дека може да се примаат во домашни услови доколку не докторот, медицинската сестра го едуцира пациентот или родителите на пациентот и потоа тој си ја прима таа терапија дома. Тоа е возможно за многу болести и не е потребно нели да би било доволно на 6 месеци еднаш да доаѓаат пациентите да извршат контрола, да си ги подигнат лековите и после 6 месеци повторно да се вратат на контрола, да се подигнат нови лекови и не е нормално кога ќе им снемаат лекови да одат да си ги подигнат, но би требало една количина од 6 месеци да можат да си ја чуваат дома. Се разбира доколку имаат услови, доколку се согласни тоа да го направат, или пак во друг случај да им се носи во клиника или болница која им е близко до нивниот дом. Да не биде зошто, например, на пациенти од Битола да не им се носат лековите во Битола, каде што може од болницата таму да си ги подигнат. Понатаму имаме проблеми со сомнителен квалитет на набавени лекови. Таквиот проблем се појави кај болеста на Гоше. Лекот беше набавен преку Турција, преку паралелен увоз, без да се повара при тоа сертификат и доказ за потекло на лекот, сертификат и доказ за тоа како е транспортиран тој лек, како е чуван тој лек во Турција. Единствено беше побарано дали се транспортира со ладен ланец од Турција до Македонија. Како се транспортира и кај се чува во Турција, тоа не го знаеме, не би сакала да спекулираме за истото, но веќе 2 месеци сме без терапија, целата количина на лекови е повлечена од клиниката во Агенцијата за лекови за испитување, затоа што имавме пациенти кои доживеа алергиски реакции на лекот, нешто што веќе 10 години се нема случајно додека добивавме донација од истиот лек од овластениот дистрибутер, но се случи сега со паралелниот увоз, а се случи и самите ампули да се рецепуваат, односно наместо да се продирни, да стануваат желе или да стануваат матни и да мора да се фрлат, што значи наместо да се заштити со тој паралелен увоз, се прави дополнителна штета и се оставаат и пациенти без терапија. Сега веројатно го чекаме новиот тендер кој не знам, веќе од февруари март се распишува, се прави, еве јуни сме, си уште не е завршен тој тендер, значи не можеме да нагласиме многу повеќе колку е потребно тие тендери да се извршуваат на време. Голем дел од овие пациенти не смеат да прекинат терапија. Ако ја прекинат терапијата, после настануваат здравствени проблеми кои им се толку тешки што се иреверсибилни понатамошно и зошто да се враќа пациентот во лоша состојба кога веќе еднаш бил во соодветна добра состојба самиот пациент. Исто така имаме проблеми со самата набавка на лекови за нови пациенти со нови болести или пак со друга болест, ама друг лек да е во прашање. Например, имаме пациент со јувенилен артритис, девојче, малечко, која има огромни болки, која се влече по дома затоа што не може да оди затоа што се воспалени зглобовите, но не е набавен лекот кој е потребен. Се уште очекуваат одговор од Министерство, веќе неколку месеци овој проблем сме запознаени ние како дружение и
решивме да го издвоиме и тука и да го изнесеме. Друг проблем таков е пациент со ниман пик С, еден таков пациент во Македонија до сега, исто девојче малецко, беше диагностицирано во јануари, од тогаш па натаму се уште им се вика на родителите дека утре ќе им кажат утре и секој ден е утре. Но самите родители си уште немаат одговор дали нивното девојче ќе го прими потребниот лек. Се работи за болест која доколку не се прими што порано тој лек соодветно, самата болест предизвикува огромни проблеми, значи настанува атрофија на мускулите, последиците понатамошно се потешки и ментално и физички. Значи многу е важно кај многу ретки, односно кај сите ретки болести, после раната диагноза да стигне раната терапија што побрзо да може да се контролира болест. Во овие проблеми на лекови се и проблемите со ретките ракови. Ретките ракови не беа ставени во програмата за ретки болести, како што и други болести не беа ставени во програмата за ретки болести. За раковите ни кажа дека има програма за рак во Министерство за здравство. Не дознавме која води, ќе се обидеме тоа да го дознаеме, но истата не работи. Соодветно, соработуваме со неколку удруженија за рак, како што се Борка, Животна искра, и Пеперутка и Хепар центарот, и заедно се обидуваме да направиме малку повеќе во однос на ракот во Македонија, но сепак овие пациенти не треба да бидат останати како дискриминирани и надвор и од програма за рак, и од програма за ретки болести, и од фондот за здравствено осигурување. Значи мора некој од институциите да си ја превземе соодветната одговорност. Ќе беше убаво тука да беа институциите кои често си ја префрлаат топката едни на други, дека кој треба да го донесе соодветното решение или кој треба да го набави соодветниот лек. Но за жал ќе ги очекуваме нивните одговори на овој допис после оваа пресконференција која ќе им го испратиме самиот допис и ќе бараме одговори, иако веќе безброј прати испраќаме дописи и се уште ќе ги испраќаме се додека не добиеме соодветни одговори. Понатамошно проблемите освен лековите се и суплементите и ортопедските помагала. Значи во ФЗО има за одделени суплементи за посебна исхрана за лажил синдром и за фенилкетонурија, но и самите пациенти секој ден се јавуваат и кажуваат колку е комплицирана таа процедура и колку тешко можат да рефундираат средства и колку тешко можат да ги најдат потребните суплементи. Значи сето тоа мора да се направи да биде поедноставно, зашто секој месец да оди родителот да бара потврда за детето дека му треба таа храна, па потоа да оди да може да ја купи, па за да ја рефундира после тоа, зашто да не може да биде едноставно, дали на рецепт да оди, значи тоа дете нема да има утре друга диагноза. Овој месец ја има диагнозата лажил синдром или фенилкетонурија, ќе има доживотно таа диагноза, нема да му биде променета во текот на животот. Од друга страна имаме и пациенти кои се жалат на ортопедски помагала кои им се потребни. За денот на ретки болести добивме некои ветувања од страна на Фондот за здравствено осигурување дека ќе бидат обезбедени специјални забои фластери за епидермолиз булоза и одредени ортопедски помагала кои се потребни за мускулна дистрофија и за други болести со кои се соочуваат лицата со ретки болести, но се уште немаме позитивен одговор дека тоа е направено. Напротив, имаме повторно праќање од родителите што се случува во Фондот за здравствено осигурување и кога тоа ќе биде средено. Ние како здружение ги слушаме проблемите, за жал тоа е единственото што може да го направиме, да ги слушаме родителите и нивните проблеми да ги пренесеме до Министерството, до Фондот, до Министерството за труд и социјала. Ние ќе ги пренесуваме тие проблеми и исто и на родителите им викаме и самите да ги пренесуваат до институциите проблемите, за да од сите страни едноставно го кажуваме, го одголемуваме нашиот глас, едноставно тие проблеми да мора да се решат, да не остануваат нерешени. Во Министерството за труд и социјала имавме еден состанок на кој ни слуша за нашите проблеми. Побарахме лицата со ретки болести едноставно да се стават во посебна графа, затоа што моментално не постојат како такви, туку дел од ретките болести се наведуваат како посебни потреби во таква графа се ставени, што е голем проблем за одредени пациенти, затоа што не секој ниту пак сака да биде ставен во групата на лица со инвалидитет, затоа што голем дел од овие лица и се работоспособни, но некоја сите им се потребни малку подобри, поинакви услови за работа или малку поинаква иницијатива за да можат да живеат нормално, како например обезбедување на асистенти за лица со тежок инвалидитет.
Значи имаме пациенти со АЛС кои сакаат да бидат активни во животот, но тие лица едноставно не можат сами да се грижат за себе. Што ќе се случи кога нема да има никој од семејството да се грижи за нив? Што ќе се случи со тие пациенти? Ќе бидат грижени во гериатрија, што ако се луѓе од 20 години, зашто да бидат затворени во една таква институција? Зашто да не бидат надвор, да имаат свој социјален живот, да имаат работа, зашто да не им биде истото овозможено? Значи според регулативата што е во Европа и во соседните држави, Италија, која не е тука во соседството и која веќе има трет национален план за ретки болести, што го спроведува, има и центар за ретки болести, каде што пациентите може да се консултираат, да се видат со повеќе доктори, со психолози, со социолози. Значи, буквално да им се овозможи на овие лица со ретки болести да имаат најнормален живот. Ги баравме ни законите ретките болести, ако верувате, може би 2 пати се спомнати во цело законодавство во Македонија ретките болести. И тоа програмата за ретки болести и законот за акцизи што беше донесен за да не таму стои дека за ретки болести ќе се одвојуваат средства. Стоиме на располагање како организации, како пациенти, како луѓе да работиме заедно со институциите, со други организации, за да ја подигнеме и јавната свест и институционалната свест и да направиме нешто повеќе за овие пациенти, за да можат тие да си имаат најнормален живот. Би го поканила уште и Драги Лулевиќ за мониторингот, извинете. Јас ќе бидам краток, инаку информациите кои ќе ги презентирам се резултат на двогодишниот мониторинг на имплементацијата на програмата за лекување на ретки болести која што се финансира во буџетот на Министерството за здравство. Кога што се вели дека преку истата програма ќе се лекуваат, односно ќе се обезбедуваат лекови за лица кои што боледуваат од ретки болести, а за кои нема терапија која што е дел од позитивната листа на лекови, а кои што пак лекови се скапи или пак ретко достапни за овие пациенти. Финансирањето на програмата всушност за ретки болести, според тоа што е наведено во програмата за ретки болести, се вели дека средства за спроведување на активностите ќе се обезбедат преку централниот буџет на Република Македонија и од само финансирачки активности на Министерството за здравство. Воедно во Законот за здравствена заштита во член 16 се наведува дека ќе се издвојуваат дел од средствата од етил алкохол, пиво и цигари во износ од 0,053 денари по парче, односно по цигара за ретки болести. Меѓутоа не се наведува, значи не е јасно дистинцирано од кој тип на акциза, односно кој тип на приход ќе се издвојуваат средства конкретно за ретки болести, иако во медиумите во години назад се вели дека акцизата од цигари ќе оди токму за финансирање на оваа програма. Воедно, според јавно достапните информации, во текот во периодот од 2014 до 2016 година за спроведување на активностите од оваа програма се издвојуваат во просек 146 милиони денари на годишно ниво. Програмата трпи чести измени, како например во 2015 година кога е донесена законската измена на Законот за здравствена заштита. Програмата е изменета 2 пати, значи споената програма плюс дополнителни 2 измени, каде што со последната измена средствата се намалуваат за оваа програма за 38 милиони денари. Во 2016 година за оваа намена се издвојуваат 203 милиони денари и во просек според информациите кои што добивме од Министерството за здравство и од јавно достапните документи, од оваа програма се трошат 95% од издвоените средства. Според информациите од Министерството за здравство по постапката за слободен пристап до информација од јавен карактер се вели дека во текот на 2015 година се набавени лекови за лекување на 74 пациенти кои што боледуваат од ретки болести, кои што се утврдени, односно диагностицирани од Комисијата за ретки болести, како лица кои што боледуваат од ретки болести.
Пример, се набавени воедно 17 видови на лекови, како што е силденофил, тетрабеназин, цинк, ацетат и така натаму. Воедно, овие набавени лекови се дистрибуирани во текот на 2015 година до 11 јавноздравствени установи, од кои што само 2 се надвор од Скопје, односно до клиничка болница Витола и до општа болница Гергелија. Сите останати лекови се дистрибуирани на универзитетската клиника во Скопје. Според исто така информациите од Министерството за здравство, преку програмата за лекување на ретки болести, во 2015 година се лекувале лица кои што боледуваат од вкупно 24 диагнози. Меѓутоа, во целата оваа постапка се соочекува со низ на проблеми во однос на транспарентноста во однос на трошењето на средствата и начинот како што тие средства се испланирани во самиот буџет. Воедно постојат низа на проблеми во однос на јавно достапни информации од јавни установи за тоа колкав е бројот на пациенти, односно лица кои што боледуваат од ретки болести, од каков тип на ретки болести и така натаму, за да имаме соодветна основа за да утврдиме начинот на кој што програмата е планирана и на кој начин исто така средствата се издвоени. Воедно не постои ниту пак информација за тоа како што се вели во Законот за здравствена заштита, дека ќе се издвојуваат средства од акцизите за цигари за финансирање на програмата за ретки болести. Не постои јавна информација, ниту пак можност да се следи колку средства кои што се прибрани преку овој тип на акциза се префрлени во буџетот на Министерството за здравство токму за оваа програма. Добар ден, да се представам. Јас сум Драги Лулевиќ, инаку лице со хемофилија, една од ретките болести. Денеска сум во улога на презентерирање едно писмо од Ѓурѓица Ѓаева, која што во моментов не е во можност да дојде. Писмото е малку подолго, ќе гледам да го скратам, но ние сите кои што на почетокот уште 2013 Веста знае, се собравме да го направиме ова дело, тоест да ги лекуваме или да побараме државата да се лекуваат овие ретки болести, каде што и коагулопатиите, каде што сум од таа бранша, имаме еден редок, случај 13 или дефицит на 13, каде што го добивме и лекот преку оваа програма, но само во износ од 8 до 9%. Тоа друг пат. Денеска да го прочитам само писмо, прво прочитуване во името на Ѓурѓица Ѓаева, ние ќе дадеме неколку информации. Значи, длабоко се извинуваме за нејзиното во нејзино име, не е во можност да биде тука со нас, поради следните причини. Врзана е за кислород концентрат, не може да дише. Нема соодветна терапија, болест прогресира. Потребно да има втор лек кој би ја стабилизирал состојбата и за известен период ја подобри. Лекот не е регистриран. Еден голем проблем. Лекарите од клиника на кардиологија воопшто немаат слух за што зборуваме и како што кажа Весна, има би патарен исход. Борбата не ја издржа, така да не бидеме сојузници и ние во екзекуција на оваа популација од 7 или 8 пациенти. Во понатомашниот текст Ѓурѓица вели 4,5 години помина откако барам за ретка болест, примарна пулмонална хипертензија. Ретка болест која нема пристап до никаков третман, оваа болест не излечива, постојат во светот 14 различни терапии. Болеста која е прогресивна и која што воопшто не се третира, крајен исход и смрт. Имам доставено и испратено многу документи, мејлови, разговори, потребен третман и барам трошка нормален живот. Ова е трогателно кога се работи за една човек. Наистина и сега во моментот Ѓурѓица на кислород. Нема лек. Понатака,
До сега има резултат, освен синдолфил, кој што го кажа Весна, септември е ставен на позитивна листа, кој што не е за ова болест, туку е за ерективна дисфункција. Лекот за пулмонална хипертензија е Ревата. Тој ќе треба да се направи. Моментално нема терапија, се прави тендер, лек нема. Мојата состојба е влошена, а болест е во прогресија. Моментално користам што види пилица кислород концентрат. Потребна ни е комбинирана терапија за намалување на болеста. Притисокот кој се мери во живин столб дека и не за 120, вели докторите дека игрулица треба да биде под 25. Тоа значи дека навистина е тешка состојба. Јас сум били доза на лекот синдолфил, кој веќе не може да се зголемува и мора да се комбинира со некој друг лек. Понеминат на изследување во Македонија, во Србија, секаде резултатите се исти. Има голем надеж да влезе на клиничка студија на лек кој не е регистриран во текот на истражувањето во Србија, и до таму среќата не ми се настапа. Беше правена катеризација со која се потврди само тоа што е реалност. Ако не добијам комбинирана терапија, во допис имаме тука документите, вели умирам бавно, со белодобрен притисок 120, со нормален 25, преживеа клиничка смрт, аз без истот. Заклучок. Трансплантација не е решение, ниту пак лек за пулмонална хипертензија. Потребна ми е комбинирана терапија да се спречи прогресијата и одложување на трансплантација. Потребно е барем 2 до 3 години подготовка за истата. Ви благодарам многу на сите што не се слушавте. Дури за се знам 5 години, сите сме заедно во ова работа. Да, прифатим да бидам тука, затоа што ја сакам, но мислам и си да станете. Благодарам. Благодарам сите презентери. Дали некој има дополнително прашање, коментар, да се надоврзе на проблемите, состојбите? Вели. Да, само требаше да има микрофон. Треба да ги е доволно гласно. Или добро? Добро. Да, вели. Јас сум Снежана Голчина од Изложение за цистична фиброза. Морам да кажам дека се ова што го слушнав денес наистина ме потресе, уште повеќе што ние како родители на болни со цистична фиброза сме потресени откако ќе ни се родат нашите деца и како ќе се диагностицираат. Нешто слично што се случува со Ѓургица, која исто така лично ја познавам, се случува со децата и малките возрастни со цистична фиброза. За болните со ЦЕФ нема лекови во нашата земја. Болните со ЦЕФ, што е уште потрагично, поради нетранспарентноста на која што беше донесена националната програма за ретки болести, не се влезени во програмата за ретки болести. Ние имаме заболување, кое што не е ни најретко, ни најчесто. Хемофилија е почеста ретка болест, меѓутоа лекови за хемофилија има, тоа нели и господинот Драги го кажа. Не е најретко, тие Гоше, ХАЕ и други болести се поретки, меѓутоа и за нив се најде решение. Болните со цистична фиброза, да ви кажам, останаа како обележани со Давидова звезда во Втората светска војна. Ништо нема за болните со ЦЕФ. Жал ми е што еден пациент со ХАЕ починал. Починаа дури 3 пациенти со ЦЕФ изминатава година, за кои што ние добивме информации, бидејќи информациите се кријат од нас. 2 од тие пациенти се дечиња. Просечниот век на преживување на болните со ЦЕФ е 12 години, а се сомневаме дали е и толкав, бидејќи не постои транспарентен регистер за цистична фиброза. Би сакала да апелирам, затоа што длабоко несогласување имаше меѓу нас и ЕСЕ и на Националната алијанса за ретки болести и живот со предизвици, кога тие го поддржаа предлогот, ограничувачки фактор за да се влезе и да се диагностицира некоја болест како ретка во Македонија да биде 20 пациенти. Еве сега го поставуваат нашето прашање.
А што со 21-виот пациент? А што со нашите 100 пациенти, полесен им е животот? Тие сега се препуштени да умираат затоа што замислете биле малку почести отколку тие 20. Апелирам до сите, веќе 2 години го кажам тоа. Инаку ваквата кампања што ја водеше Националната алијанса резултираше со тоа што дури и постоечката симптоматолошка терапија, ќе видам прецизна антибиотиците што ги примаат нашите деца. Значи, ние немаме терапија за цистична фиброза, најодговорно го тврдам тоа. Децата со ЦЕВ се склони, мултисистемска е болеста, сите имаат различни проблеми, најразлични. Дел од нив заболуваат од бактерии за кои што имаше антибиотици кои што и за други болести се користат. Ние во изминатиот период дури ни таа терапија престанавме да ја добиваме, отинели се разви една фама дека за болните со ЦЕВ, замислете, се имало во државата. Резултатите на таа фама, се како што реков, изгубивме едно прекрасно девојче само што наполни 15 години, желно за живот и дете кое што можеше да живее како што и џушчица може да живее ако ги добие своите лекови. Не се ни најскапи лековите за цистична фиброза, не се ниту најевтини. Повторно ќе кажам, во ништо не сме посебни, освен во фактот дека во Република Македонија сме комплетно игнорирани од сите фактори, па дури и од медиумите, со исклучоци на неколку малку што останаа да ни дадат поддршка да се избориме за животите на нашите деца. Мајка сум на дете со ЦЕВ. Верувајте, не знам како легнувам и како станувам од страх што ќе се случи наредниот ден и сите ние други. Апелирам до сите вас што сте тука, значи малку да го смените начинот на работа, еклатантен пример е во Македонија на ваков начин да се работи на полето на ретки болести. Никаде цистична фиброза не е изоставена од плановите за ретки болести, ни во Србија, ни во Бугарија, ни во Хрватска, да не зборувам за европските земји. Ви благодарам многу, извинете што сум вознемирена, но ние се соочуваме и се бориме вознемирени и драги за неговата пријателка и јас сум вознемирена од тоа што го слушнав. Сакам само да ви се извинам што дозволив емоциите да излезат, но многу ни е тешко, затоа што не гледаме излез, затоа што сме дури и од оние што треба да ни се соборци, притиснати, изолирани и занемарени. Ви благодарам. Снежана, благодарам господи и благодарам што ги изнесе проблемите на цистична фиброза, затоа што се навистина тешки. Многу ми е драго што дојде и многу ги ценам твоите успеси на интернационално ниво и на национално ниво што ги постигнува за самата болест. Јас се надевам дека болните со цистична фиброза ќе го добијат третмана кој го заслужуваат, затоа што навистина е трагично деца да гинат од недостаток на лекови, со тоа како што и ги изнесовме јас и Ања и проблемите и самата виде дека многу од пациентите се соочуваат со таков недостаток на лекови. Мора сите заедно со дружени сили да настапиме и да бараме на самото министерство, самиот ФЗО, Министерството за здравство и ФЗО да бидат одговорни кон нас како родители, како пациенти, како луѓе, како граѓани на оваа земја пред се и да ни ги дадат, да ни ги обезбедат потребните лекови со соодветен квалитет, навремено, да ги примаме и да можеме да имаме најнормален живот, а не да плачаме по медиуми, не да викаме по улици и да тропаме по секоја врата милион пати, за да ни се отвори и да ни се даде како милостина половина од лекот или не знам, во некој си недостаток на количина или на соодветна терапија или на соодветна контрола на самата болест. Навистина мора заедно да застанеме и да заедно да бидеме зидот, заедно да бидеме тополското ѓула кој ќе го сруши зидот на институциите. Благодарам многу за излагањето. Ние чисто како представник на Сдружение ЕСЕ работиме за унагледување на здравјето, пристап до здравствена заштита права на пациенти за сите граѓани на Република Македонија. Свесни сме дека за жал надлежните институции, владата, министерствата не се исполнуваат својата обврска. Во многу случаи и пациентите не само со ретки болести, со останати болести и со маргинализирани групи се среќаваат со мноштво на проблеми. Ние чисто само да ви кажам дека стоиме на располагање за помош и поддршка колку што можеме, иако одговорноста е она што и ние го бараме, одговорноста е на владата и на надлежно министерство. А како организација сме се користи на располагање за поддршка на било која група, на било кој пациент или личност и организација. Друго прашање?
Рековте дека пациентите со уште останале 2 месеци без терапија, за колку пациенти станува збор и кој е предложението што немале, што прават кои доволни време? Ти доволни време, јас сум пациент, се исто, значи си седиме дома, вртнеме по телефони, дали ке докторката, дали во агенција за лекови, дали во Министерството за здравство и прашуваме што се случува со самата терапија. Значи, истата беше набавена преку паралелен увоз од Турција. Како што знаете, во Македонија за тендер за лекови, значи нема законска регулатива во однос на квалитетот на лековите кои се внесуваат. Значи не се бара доказ за квалитет, не се бара сертификат за транспорт на лекот, за потекло на лекот, за кај бил чуван тој лек. Значи буквално не се бара ништо за лекот, освен најниска цена. Тендер на лекови. Значи лековите не само за пациенти со ГС, лековите за сите пациенти, не само за ретки болести, за сите болести не смеат да се набавуваат само под еден таков услов најниска цена. Значи самото тоа го загрозува и го доведува во прашање животот што го водат пациентите. Значи овој месец ќе го примаме, овој лекот е поевтин, другиот месец овој другиот лек е поевтин, тој ќе го примаме. Што ќе се случува со тие пациенти? Не може секој месец различни лекови да примаат, или пак како што се случи со пациентите со ГС, да го примаат овој лек, да добијат алергиски реакции, да им се прекине самиот лек, после да дознаеме дека и се расипувале ампули. Фала Богу, медицинскиот персонал е добро образован и знае дека ако не е бистра ампулата, треба да ја фрли во ѓубра. Со самото тоа беа заштитени пациентите на некој начин да примат расипана ампула, но сепак се појави алергиски реакции, нешто што во задните 10 години, кога се примаше терапија преку донација, не се имаше случајно. Значи немавме никакви сайд ефекти, никакви реакции од страна на лекот, што беше увезуван под сертификати, под дозволи од самиот дистрибутер. Сега, кога е донесен со паралелен увоз, се случи ова. До ден денес немаме никаков одговор од Агенција за лекови. Последното што го дознав е дека цела количина на лекови од детска клиника била повлечена и однесена во Агенција за лекови на испитување. Какво е тоа испитување што трае 2 месеци, а ништо не се случува, јас не знам. И нашите прашања остануваат неодговорени. Се уште чекаме да видиме кога ќе ја добиеме нашата наредна терапија. Да, без терапија сме наполно, без терапија, значи се враќаат болките во коските, се враќа заморот, се враќаат зголемена слезина, зголемен црдров, крвта слабе, значи анемични стануваме, значи имаме мало девојче во Гостивар која, значи стварно многу беше потребна терапијата и сега кога конечно ја има терапијата и наеднаш пак ја нема терапијата и пак се враќаат тие болки во коските, пак не може да се трча надвор со другарките. Зошто тоа да не биде овозможено. Мислам, тешко е со кога го немаш терапијата да ги извршуваш секојдневните обврски. Полесно е да се остане во кревет кога се нема терапија. Колку пациенти Значи, моментално се 9 пациенти. Открихме, мислам, баш не се пријави нов пациент, кој ќе биде регистриран соодветно во регистарот. Би сакала само да се надоврзам, значи јас сум од Движењето Дусам Македонија, овој програм што кажува Весна, конкретно го има и кај Дусам, значи едноставно нема доволна терапија. Се работи за терапија доживотна, терапија која што ако се прекине, болеста може да бъде рапидно да прогресира и да има и фатален исход, што се покажа во некој сам во определени случаи. Така да верувам дека не се само овие пациенти. Тоа е она што го каже и Ања, значи годишно тендерирање и годишно набавка на лекови, значи во овој период дека трае тендерот не може пациентите да останат. Буквално тендерите траат од 3 до 6 месеци, не може тендер да трае 3 до 6 месеци. И да трае, нека почне со време да се решава. Ако трае од 3 до 6 месеци, кога ќе заврши едниот, нека почне другиот. Да се почне, да. Или нека се набавува на 2-3 години, нека имаат договор со соодветните дистрибутери, да не биде тој договор секоја година да се тендерира, туку да си имаат договор на 2-3 години и само да се менува количината која би ја набавувале соодветно на бројот на пациенти. Така би сакала да апелирам и оно што исто беше спомнато за програмата за ретки болести, се реализира само набавката на лекови, како што се реализира, гледате се проблеми, но што се останатите ставки, диагноза и едукација на медицинскиот кадар.
Епа имаме еве сега пациент со карна и комплекс кој не му е потврден, значи ги однесе сите документи во Министерство за здравство и еве се уште чека веќе месец-два, не знам колку се поминати, уште чека на одговор дали ќе му биде овозможена истата дијагноза. А нормално од дијагнозата му зависи и лекувањето, и начинот на живот. Буквално се му зависи од таа дијагноза. Додека немаш дијагноза, буквално седиш со рацете во џеб и се тресеш што ќе се случува понатаму со животот. Да, и баш поради тоа што немаме нека експертиза мала држава сме, јас тука би апелирала и до медицинскиот кадар, едноставно да соработуваат меѓу себе овие оваа услови на мала држава, барем оние експерти што имаат некакво било какво познавање да работат тимски заедно без оглед од креативните потекнувања. Само на дополнување за дефицит на 13-ка, според статистика во светот е 1 на 5 милиони, ние сме на раритет, имаме веќе четворица, кој петиот ни е на граница, но навистина и петиот е тука. Првата набавка беше минатата година, кога ги пресметавме ампулите, беше за 2 месеци. Значи, реагиравме 500 пати, 600 пати те вратија назад. Дека има, и сите ни кажа дека има, од декември тендерот уште трае, сега сме јули, нема. Нема, да не се лажеме да не бидеме деца, беше нема така. Само 2 месеца имаше, денеска не сум дојден, затоа што требаше пациентите да дојдат, гледам дека ги нема. Денеска сум дојден во својство за мојата сестра Људвица и верувајте дека многу ми е тешко да Голем дел од пациентите не ни сакаат јавно да зборуваат, зашто да се јавно да се покажуваат дека се луѓе со ретки болести. Едноставно сакаат на најнормален начин да си го добијат лекот. За жал во Македонија, додека не излезе пациент на телевизија, очигледно не го добива лекот што му е потребен. Поднемате на ваши коментари, благодарности за днешното учество и присуство. Поканувам на кратка кафе пауза.